вечер, шуторизари! Добро вечер, драги пријатели! Добро вечер за ВМРО ДПМН и добро вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер за победничката коалиција! Победничко шуторизари! Победуваме! Победуваме! Готови се! Готови се уште неколку дена, драги пријатели. Ке ги слушаме како лажат наоколу, како ги мамат граѓаните, но им доаѓа крајот. Во недела, уште порано од Сабајле, цело шуторизари на гласање, цела Македонија, цело Скопје. За Македонија, за ВМРО ДПМН, за коалицијата за подобра Македонија, за пратеникот Амди Байрам, за Никола Тодоров. Драги пријатели, шуторизари е секогаш на победничката страна, знае кој е победникот, знае кој работи за Македонија, знае кој создава и знае кој помага за луѓето во шуторизари. Не е тоа случајно. Луѓето имаат инстинкт, знаат, имаат чувство, знаат да проценат, да видат во кое време кој колку им помагал. Беше се да се на власт. Имаа доверба, имаа гласови и тука во шуторизари. Им се даде шанса неколку пати. Што направија за шуторизари? Ништо не направија, точно. Затоа, драги пријатели, затоа шуторизари гласа за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Прво затоа што во оваа коалиција и на оваа пратеничка листа имаме пратеник кој што се бори за луѓето овде во шуторизари. Амди Байрам. Имаме лидери на политички партии од ромската заедница кои исто така се борат за ромите и во шуторизари и во Македонија. Практично безмалку сите ромски партии се во коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН. И тоа не е случајно. Не може да биде случајно толку многу години да сме заедно. Ако не ги исполнувавме ветувањата, ако не се грижевме за ромите, немаше да има таа коалиција. Може би ќе беше година, 2-3, но подоцна ќе се раскинеше. Но ние сме искрени кон она што го ветуваме и кон луѓето во шуторизари и навсекаде кон ромите во Македонија. Затоа што вие сте наш народ во оваа држава. Заедно живееме, заедно се бориме, заедно делиме добро и лошо. И затоа сме тука за вас. И во добри денови, ама и во тешки денови. И кога имало поплави, и кога имало проблеми, и кога имало несреќи, и кога требало нешто да се прослави, секога сме биле заедно. И ќе останеме заедно. И заедно ќе работиме да ги решаваме проблемите, да создаваме подобри услови за живот, повисок стандард, повеќе вработувања, повеќе плати, повисоки пензии и така натаму. Драги пријатели, од другата страна имаме партија и човек кој што отвори уста лаже. Таков е човекот. Таков човек не ни треба. Такво раководство што ги потценуваат сопствените граѓани не се потребни на оваа држава. Тие луѓе не се потпираат на сопствениот народ. Се потпираат на некои други, како што велат однадвор структури, разни криминално разузнавачки структури, други центри кои сака да и кројат друга капа на Македонија. Не она капа која што ние, односно не оној начин кој што ние сакаме да ја развиваме и водиме напред земјата кон НАТО, кон Европската унија, кон економски прогрес, кон подршка на сите граѓани, туку нешто друго, што е нечи друг интерес. Затоа, драги пријатели, нема да го дозволиме тоа. Нема да дозволиме некој да ја распарчува нашата држава. Ќе одиме напред заедно по изборите во недела на кои што одлучно сите граѓани на Македонија ќе им покажат кој е газда во оваа држава. Газда се народот, граѓаните, сите, вклучително и вие овде во шуторизари. Сите ние заеднички сме граѓани на оваа држава и управуваме со оваа држава.
Драги пријатели, народот на избори ја добива шансата да го каже своето мислење и да го каже правецот во кој ќе се движи државата и да каже кој сака во наредниот период да ја предводи државата. Ние, драги пријатели, во минатиот период направивме многу нешта. Отворивме над 160.000 нови работни места. Овде во Шуто Оризари исто така се отворија многу работни места. Во Скопје и околината на Скопје дојдоа 45 нови фабрики, кои што досега вработија 3400 луѓе и планираат уште 8000 луѓе да вработат. Просечната плата се зголеми од 11,5 на 20.800 денари. Социјалната помош се зголеми за 70% во овие години на владење на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Се воведе подршка за енергетска сиромаштија, за плаќање на трошоците за електрична енергија и таа растеше и ќе расти во наредниот период. Се заврши ветениот еднократен отпис на долгови со кој што 15.000 семејства добија отпис на долгови и заштедија 30 милиони евра долгови. Се обезбеди здравствено осигурување за сите и 10 пати се намалуваат цените на лековите во Македонија. Кога преходно во време на СДСМ се намалувале цени на лекови? Само се зголемуваа во нивно време. Се овозможи легализација на бесправно изградените објекти на територијата на цела Македонија, како и можност да се изврши таа легализација по 1 евро квадрат и откуп на дворните места по 1 евро квадрат. Овозможивме и бесплатна изработка на геодетските елаборати, кои се потребни во процесот на легализација на бесправно изградените објекти за социјално ранливите категории. Се изградија многу работи. Се изгради аеродромот Александар Велики, спортскиот центар Борис Трајковски, се изгради арената Филип II Македонски, спортската арена. Се набавија за над 100 милиони евра најсовремени медицински апарати во Скопје и во Македонија. Се набавија 70 најсовремени амбулантни возила за итна медицинска помош. Се отворија многу училишта, се изградија. Се реконструираа над 400 училишта. Се намалија квотите за партиципација на студентите на 200 евра. Се помогна многу на многу луѓе и така и ќе продолжиме. И затоа имаме довербата на народот. Во наредниот период, како што кажа Тодоров, се планира отворање на 70.000 нови работни места во Македонија. Невработеноста треба да опадне од 38 на 24, ќе опадне на 17 до 18% за 4 години. Платите во јавниот сектор ќе растат за над 10,25%. Пензиите за пензионерите ќе растат над 10,25%, не рачунајќи го сега растот на пензиите, што сега секој пензионер ќе добие во ова ноемвриска пензија, што се зима сега во декември на почетокот, ќе добие 670 денари повеќе зголемена пензија. Драги пријатели, минималната плата постепено, прво ние воведовме таа минимална плата. Немаше пред тоа минимална плата. Немаше со закон за гарантирана минимална плата, бидејќи СДСМ не сакаше да воведе, за да не им замерат нивните олигарси. Откако дојде ВМРО се воведе минимална плата, таа минимална плата почне и да расте и ќе продолжи да расте. И до крајот на 2020 ќе дојде до 14.000 денари, освен во кожарската и текстилната 13.500 денари. Ќе расте и социјалната помош. 50% ќе порасне социјалната помош во наредните 4 години. 50%. Ќе расте субвенциите за заштита од енергетска сиромаштија. Од сегашните 900 на 1200 денари во наредниот мандат. Ќе се развива и проектот рурални развојни зони, со кои што ќе се овозможат нови вработувања. А тој проект овдека го опфаќа Горно Оризари во населбата Шуто Оризари. Драги пријатели, во општината Шуто Оризари, почитувани присутни, предвидуваме со новата програма и проект за лазерска корекција на диоптријата за сите студенти од 18 до 26 годишна возраст, кои потекнуваат од семејства со приходи до 115.000 денари годишно. Ова ќе им помогне на многу млади студенти со нарушен вид,
а сите трошоци за ласерска корекција на вид ќе бидат на товар на Фондот за здравство. Дополнително, ќе субвенционираме набавка на леки и очни помагала за ученици и студенти од 14 до 26 годишна возраст. Ќе им помагаме, ќе субвенционираме леки и очни помагала. Продолжуваме со проектот Купи куќа за млади, а ветуваме и нов проект за Купи куќа за над 36. Ќе се субвенционираат граѓаните кои ќе сакаат да инсталираат системи за воведување плин наместо бензин во возилата. Со тоа и многу ќе заштедат за гориво и исто така ќе успеат да ја подобра животната средина. Да и пријатели, овде во Шуто Оризари се направија многу работи. Мрдна многу работи откако дојде ВМРО. Но она што најмногу ми е задоволство е што се зголеми бројот на вработени. Јас ќе ви кажам сега колку беше бројот на вработени кога ВМРО и коалицијата дојдовме на власт во 2006, а колку е сега. Кога дојдовме во владата во 2006 година, овде во Шуто Оризари имаше само 644 вработени лица. Денес има 1740, за 1100 повеќе вработени лица само овде во општината Шуто Оризари. Тоа е за скоро 3 пати повеќе отколку во периодот кога дојдовме на власт, односно во времето на СДСМ. Работиме за доброто и за просперитетот на ромите во Македонија и ќе продолжиме да работиме. За прв пат на територијата на општина Шуто Оризари има средно училиште. Ние изградивме целосно ново средно училиште Шаип Јусуф во Шуто Оризари во вредност од 85 милиони денари. Направивме и доградба и извршивме реконструкции на двете основни училишта во Шуто Оризари, браќа Рамис и Хамид и 26 јули во вкупна вредност од 106 милиони денари. Изградивме дел од фекалната канализација на улиците Пелагонија и Брсјачка буна. Завршивме и со изградба на фекалната канализација во Горна Оризари. Ги изградивме системот за водоснабдување на улица Бутовски венец, хидрофорско построение за водоснабдување на делот на селбата Шуто Оризари, како и водовод по улицата Бутовски венец, во делот од постоечката водоводна мрежа до раскрсницата на улицата Илјо Војвода во населба Шуто Оризари. Изградивме повеќенаменско игралиште во Шуто Оризари. 7 година поред продолжуваме да додолуваме стипендии и тутурство на децата роми. До сега се доделени вкупно 4070 стипендии на ученици роми, кои современо добиваат и дополнителна помош преку менторство и туторство со цел подобро снаоѓање во училишната средина и постигнување на подобар успех. Фондот за здравствено осигурување на Македонија отвори шалтер на подрачните служби и во Шуто Оризари. Тоа го ветивме и тоа го реализиравме. Со што стана попристапен за жителите на ова општина. Во септември 2013 го воведовме проектот за вклучување на ромите во пазарот на трудот. Овој проект беше наменет со цел подобрување на вклученоста на ромите во општеството, преку зголемување на вработувањето. Постојано се трудиме да изнајдеме нови модели на активни мерки за вработување на ромите и ќе продолжиме да се бориме за тоа. Преку Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Ромскиот едукативен фонд, веќе 9 години поред се спроведува проектот Инклузија на деца роми во јавните општински установи детски градинки. Преку овој проект се вклучуваат децата од најмала возраст во системот на образование, а се со цел постигнување поголем успех во иднина на секој поединец од ромската заедница. Во периодот од 2007 до 2015 2675 деца роми се вклучиле во предучилишното образование. Дополнително го воведовме проектот за правна помош на ромската заедница.
Со овој проект на ромската заедница им се нудат услуги од правен аспект заради поголемо остварување на правата од важни области. Прито, од почетокот до денес, низ мобилните правни канцеларии за различни типови правна помош се обрати над 2000 луѓе. Го креиравме и ромскиот инфопортал на кој може да се најдат повеќе информации од различни области и направивме повеќе други работи, но драги пријатели, имаме уште многу работа пред нас. Ветуваме дека ќе се доврши изградбата на водоводот, чија градба е почнавме заедно со градоначалникот на Скопје, овде во Шуто Оризари. Проект вреден 3 милиони евра. Вкупната капитална инвестиција се состои од изградба на пумпна станица, резервоар и потесен цевковод, и со тоа ќе се реши повеќе деценискиот проблем за водоснабдување на над 35.000 жители овдека во Шуто Оризари. Ветуваме изградба на атмосферска канализација по главната улица Индира Ганди, инвестиција вредна над 550.000 евра, со што се решава проблемот со атмосферските води на над 6.000 жители овдека во Шуто Оризари. Продолжуваме со изградба на вториот дел од фекалната канализација по улиците Пелагонија и Брсјачка буна. Ветуваме изградба на отворен базен, за кој што веќе проектот се направи во Шуто Оризари со олимписки димензии. Отворен базен со олимписки димензии. Во следните неколку месеци ќе почне изградбата и Шуто Оризари ќе добие отворен базен за спорт и за рекреација. Вредноста на овој проект изнесува 50 милиони денари и Шуто Оризари ќе има свој отворен базен со олимписки димензии. Нема повеќе да дозволиме никој да си поигрува со ромите, некаде да не ги пуштаат на базен или слично. Тука ќе биде најголемиот базен во Скопје, овдека во Шуто Оризари. Драги пријатели, ветуваме и довршување на спортската сала, која веќе е во фаза на изградба. А планираме и градба на едно кошаркарско баскет игралиште овде во Шуто Оризари. Со цел подобрување на квалитетот на живот на социјално ранливите категории на граѓани, овдека во Шуто Оризари ќе изградиме една зграда со 51 стан, во вкупна вредност од 85 милиони денари за најранливите категории на граѓани што живеат во оваа општина. Планираме отворање на нова детска градинка во општина Шуто Оризари. Со тоа ќе ги зголемиме капацитетите за згрижување и воспитување на дечињата од оваа општина. Ветуваме и реконструкција на кровот во основното училиште браќа Рамис и Хамид. Вредноста на инвестицијата е околу 13 милиони денари. Ветуваме изградба на нов современ дом на културата во Шуто Оризари, како што се договоривме, Амди, така ли е? Сите овие работи ги разговаравме заедно со ромските партии, со Амди Байрам, со лидерите на другите ромски партии, за да знаеме што се приоритетите на оваа општина, што се приоритетите на луѓето што живеат во оваа општина. Со цел да ги подобриме условите за здравствена заштита на граѓаните овде во Шуто Оризари, ќе се изврши една темелна реконструкција на амбулантата во Шуто Оризари. Како што кажав, со проектот рурални развојни зони ќе се опфати населеното место Горно Оризари. Продолжуваме со проектите, како што се вклучување на децата роми во предучилишно воспитување, правна помош за ромската заедница, ромски информативни центри, проект за евиденција на лица со матична книга на родените, а дополнително донесовме и акцијски план со цел поголема вклученост на ромите во високото образование. Драги пријатели, ние искрено сакаме да им помогнеме на ромите и искрено помагавме досега. Ние не ветуваме дека тоа ќе го правиме. Ние веќе тоа го правиме. Ние заедно со Амди Байрам, заедно со лидерите на другите ромски партии, заедно со заменик министерот, заедно со директорот на Агенцијата за заштита и спасување, заедно со сите други лидери на ромските партии, заедно се бориме, ги слушаме сите, ги слушаме нивните мислења, тие
најчесто се тука и најдобро ги знаат потребите и приоритетите. Се бориме со сите заедно да помагаме и ќе помагаме. На нас можете да се потпрете и во добри времења, но и во тешки времења. Запомнете го тоа. Ние не ве оставаме на цедило. Ние ќе продолжиме да се грижиме за вас. Имате на кого да се потпрете. Драги пријатели, на овие избори, секој пред да гласа, и тука во Шутер Оризари, сега зборувам за оние што се колебаат или се размислуваат да гласаат за Заев. Нека помислат кој е тој што може повеќе да ви помогне. Сите ние имаме наше минато. И СДСМ и ВМРО со нашите коалиции. Знаете во нивно време колку се помагало, знаете и во наше време како се помага. Помислете само кој за тебе може повеќе да помогне за твоите лични проблеми и за твоето семејство. Кој може повеќе да се справи со економските предизвици. Кој повеќе отвора нови работни места. Кој повеќе се грижи за земјоделците. Кој повеќе ја зголемувал низ историјата, низ минатото во овие години социјалната помош за социјално ранливите категории. Кој повеќе ги зголемувал пензиите, односно кој ги зголемувал, не можам повеќе да речам, бидејќи во време на СДСМ не се зголемуваа пензиите. Не се зголемуваа платите во јавниот сектор. Не се зголемуваше социјалната помош. Се намалуваше. Сега велиме се зголемува. И затоа е тешко да се каже кој повеќе. За да има кој повеќе треба да има барем две. Овде имаме една структура што зголемува плати, пензии, социјална помош. Нека помислат секој кој подобро ќе се справи со безбедносните предизвици. Кој подобро ќе ја води земјата кон НАТО и ЕУ. Кој подобро знае да подготви програма и чија програма е подобра. Кој има подобар кадар. Кој држи додадениот збор. Тоа е многу важно. Затоа што вие ромите сте население кое што многу често било лажено во минатото. Затоа внимавајте и мислете кој повеќе држи додадениот збор. Ветивме ќе се гради водовод, се гради водовод. Ветивме ќе се изгради мултифункционално игралиште, се изгради мултифункционално игралиште. Ветивме дека ќе се изгради спортска сала, еве се гради. Се што ветивме исполнуваме. И со нас сте на сигурно. Кога ќе дадеме ветување, тоа ќе се исполни. Драги пријатели, во недела, јавете им се на пријателите, јавете им се на сите ваши познаници, роднини, комшии. Кажете име, тоа е денот кога треба да одлучат за Македонија да оди напред. Ромите да одат напред. Да се исполнат работите што се важни за ромите. Не смееме да дозволиме да не испровоцираат. СДСМ ќе се обиде на секаков начин да ја пролонгира кризата. Ним им одговара кризата да продолжи. Тие обстојуваат само кога има криза. Не име гајле за народот како му е во таа криза. Не мислат за ромите како ќе преживуваат низ таа криза. Гледаат само да има криза, за во криза да освојат некакви гласови повеќе, да изважат, да прелажат и да дојдат на власт. Немојте да подлегнете на некои провокации и инциденти. Гледајте се да си биде како што треба. Уште порано да си излезете на гласање мирно, тивко, достоинствено, со пенкавото во рака, да си го кажете вашето. И вечерта да славиме овдека. Да славиме за новата голема победа. Голема победа за сите. И за ромите, и за македонците, и за ВМРО, и за коалицијата, и за цела Република Македонија. Во недела се гласа. Или сте за Заев, или сте за Македонија. Јас знам дека Шутер Оризари е за Македонија, за просперитет, за напредок, за Амди Бајрам во наредните 4 години да е во парламентот, за сите ромски партии во коалицијата за подобра Македонија. Да живее Шутер Оризари, да сте живи и здрави, да живее Скопје, да живее Македонија.